Те Лулу и за со Лулу бе маче. Дека јас сум дромка. Пред фактите боговите молчат. Кога бев помлада. Кога не сум многу голема брборка. Држи се! Каква бојана долна облека носиш во момент? Ле. Преска среќа во несреќа, барем ослабе. Низ град пуна газ да стигнам до тебе ја. Поголеми лапачи од мачите нема. Што ноќта па не знам ти си не вајала. Те чекам да видам што ќе кажеш. Ако е убава сликата ќе се стави, ајде, што? А се друго може би е вистина, ама тоа не. Од сите лоши деца ја бев најлош, од таму добрите работи па бев и најдобар. Искрено што сакате зборете ме заболе. Чаникот празен и некако и душата празна. Добро вечер, Македонија, се надевам дека имате подготвено пуканки затоа што вечерва ќе биде интересна. Точно така, ќе биде интересно, а јас се што ќе кажам е да ви посакам да имате убава недела, да имаме едно убаво дружење заедно со вас пред ТВ екраните и со нас секако тука во студиото. Јас и Емче, како што може и сами да забележите, некако сме спремни да донесеме радост и позитивна енергија во вашите домови, а бога ми расположени се и нашите гости кои што доправа ќе ги видите. Сакам да ви кажам нешто. Денес сме многу жени во студиото, па затоа ќе започна од единствениот машки гостин, односно Христијан Тасковски во Стар Шоу. Ајде, повели Таско. Hello, како сте? Добри ли сте? Одлично. Одлично, како си ти? Супер. Дали си добар? Одлично, фала на покана. Па чим сум само ја едино машко, велда тука ќе седам. Да, ти си едино машко, знаеш, се збунив малку кога ја кажував најавата затоа што имам и гитара машко и реков сега да не се почувствувам. Нема гостин кажа. Да, гостин. Единствениот машки гостин во оваа емисија. Да. Како се чувствуваш ти денес? Одлично, супер да ти кажам право. Нова година, ново студио, нова енергија, нов ти. Нови проекти, нови соработки, има многу нови работи, некако ново е се. Кажи ми, убаво ли е кога ќе се почнат некои работи повторно од почеток? Затоа што ти направи малку така како не пауза, ама Да, не, па морав да направам пауза за да направиме рикеп на сите работи кои што ми се случили, дали вреди да се почне од поново. И уствари ја у оваа година направив тоа што планирав у претходните 3-4 години да го направам, некако го одолговлекував и оваа година многу нови работи ги направив и кога нешто е ново, има нова енергија, многу убава енергија и генерално има и позитивна енергија кон сите работи, да, и затоа најверојатно толку продуктивна ми беше оваа година. Така да мислам дека е окей да почне човекот поново понекогаш. ти изминатава година како преродба да имаше, јас би рекла, како да излезе некој звер од тебе и да каже на сите сега ќе ви покажам и кој сум и што можам да направам, ама вистината, барем ја така го доживеав по се она што Генерално и сум таков како личност кога сум да речам трезен на некој начин и кога сум во тој мајндсет константно сакам да прогресирам и да работам и да идам напред. Така да мислам дека и многу добро ми се погоди целиот момент со почетокот на оваа година и веќе до крајот на година истерав баш како што треба и баш тој звер го имав утопувано со многу работи. Звер беше кажано во ама баш е звер ради тоа што буквално треба да си гладен за да ги направиш сите тие работи. Ако не си гладен, нема да направиш, не знам, јас направив 13 проекти во 12 месеци оваа година. Така тоа ти си има случајно до сега? Не. Не, не. Браво. Нека бидат сега, ако се 13 проекти, следна година нека бидат 26. Па планирам, да, план ми е тоа, па ќе видиме како ќе го изведеме тоа. Фино. Кажав дека во студиото вечерва ќе имаме повеќе жени. Тоа значи дека следуваат уште девојки што треба да ни се придружат вечерва. Знаеш што сакам да те прашам? Кажи ми, кое друштво повеќе ти одговара, машко или женско? Искрено. Зависи каде. Зависи каде. Добро. Затоа што кои разговори повеќе тебе пример ти лежат на душа и кои разговори едноставно не можеш? види понекогаш најчесто јас на пример имам неколку пријатели со кои што сум многу близок и тој муавет што можеш да го направиш со маж, некогаш, значи, не може жена да те свати толку како мано кога ќе го направиш. Ама жена како што може да ти даде совет и да биде брутално реална и искрена со тебе, не може никој. Не може ниту еден маж да биде, ради тоа што како мажи гледаме сега, например, да не имаме некој конфликт поради нашето мислење. А жена не ја интересираме, разбираш, ке ти го плесне у фаца и затоа викам зависи од ситуацијата и од моментот. Например, јас од жена ми сум добивал многу искрени коментари врз основа на моето однесување во одреден период од животот и тоа биле лепнувани директно онака без цензура и можеби и тие се клучни ради тоа што сум постанал денеска ваков.
овој одговор не очекував дека ќе ми го образложиш вака како што ми го кажа сега, ама многу ми се допадна искрено и размислувањето и сето она што го кажа. Сега може да ги поканиме и другите гостинки, односно ќе продолжиме со една урбана дама која што секогаш има некој шик комбинации. Од гламур до некој фешн стрит, сега вечерва ќе видиме како е облечена, ама Господ и дарил и прекрасен глас. Теа Трајковска во Стар шоу. Ајде, Теа. Како ме најавивте, Види, да ние знаеш што ти правиме, да не знаеш Среќања каде, мој. да не знаеш каде попрво да отидеш. Да, па она ми изгледа вака ме збуни, искрено. Гледаш? Така ми сме двете. Ајде за прекрасната најава, Иванче. Секогаш ми е драго кога сум ти гостинка. Со Таско не мораш да има Види, ние заедно доаѓавме навака, се он глуми шокиран што ме гледа. Таско сите више знаете дека ми е брат од други родители, али така некако си се осеќаме. Ние сме фамилија, така да фала ти на убавите зборови. Секогаш ми е мило што сум кога сум ти гостинка и ете во вакво супер друштво. Секако дека да, и мене ми е мило што сте тука заедно со нас. Ти го пофалив изгледот. Кажав дека така имаш некој интересен стил на облекување. Тоа и претходниот пат ти го кажав и овој пат ти го кажувам, значи има некоја голема вистина во нештото. Кажи ми како Па се да, чувствуваш? без лажна скромност. Sorry, Пред fish. фактите боговите молчат. Леле. Имам едно прашање после за ова сега што ми го постави, но прво сакам да те прашам, како се чувствуваш поубаво ти? На некој гламурозен настан во некоја тоалета или со некоја шик облека, ама во бар кој што тебе ти одговара? Јас се чувствувам секако добро, јас сум дромка и тоа исто сите го знаат и јас се чувствувам добро и од тренерка. Дромка, аеродромка, од аеродром, родум од аеродром. Слушнав ромка. Не, Теодора Трајковска ми е целото име и презиме, македонка по националност, родум од аеродром, кај дај до Кртимо крача ке стигнеме. Шалам. Како се осеќам најокей? Па не знам, секако се осеќам добро. Јас сакам да сум своја, ако денеска ми е денот да се осеќам лабаво, сум од тренерки. Ако сакам да бидам малце погламурозна, сум и во нешто по така. Денеска направивме нешто измеѓу за твојата емисија, ама сакав некако да се дотерам, се служила. Заслужила, да. Ми годи многу да ти кажам право, фала ти. Сега знаеш што ќе ти кажам? Тука си се пофали преска, кажа пред како рече пред фактите и боговите молчат. И сега сакам да те прашам дали си нарцис. Ич не сум нарцис. Многу сум брутална, реална и многу самокритична. И сум голем перфекционист. Може ради тоа во проекти не сум, например, некогаш ми фали конзистентност, пошто само нешто овртинкам како треба, што како последователно се Знаеш зашто ова го кажав? Затоа што многу често знаеш на Инстаграм да си споделиш некоја стори, еве ова убавина од каде доаѓа. Секогаш, 99% кога такво нешто ќе напишам, се работи за полушала. Тие што ме знаат, не сум ништо нарцис. И дури луѓе што имаат... А лошо ли е бе да се биде нарцис? Ама знаеш што, Па не е лошо. привлекувам луѓе со нарцисоидно пореметување за дечковци. И ако може така да ве молам да се држите подалеку од мене. Стоп. Не ми приоѓајте повеќе. Теа минатата година помина некако емоции не би нам враќала затоа што се случија баш многу работи, но би те прашала еве пример во оваа година. Како почна? Кои се твоите стремежи? Каде целиш? Кон што планираш да се движиш? Искрено, ќе се осврнам само со една реченица, имав многу тешка 2025-та, можеби најтешка во мојот живот до сега. И не сакам многу да зборуваме нели за тоа, затоа што искрено годината ми заврши на убава нота, ете малку така ми даде некој ветар у грб универзумот или може да некој одгоре. И чувствувам дека некако ми почна ми течат работите на поубаво. 2026-та имам прекрасни планови професионални пред се и заедно со мојот тим и со Лаза, мојот продуцент, голем поздрав на него. Така да се надевам и сакам да верувам дека ќе биде многу поубава од 2025-та, а можеби најуспешна до сега. Еден гостин кој што не беше претходно во претходните емисии, знаеш што ми кажа? Треба длабоко во себе, сите атоми на телото да ти кажуваат дека ти веќе си успел, за да може вистинскиот успех Де да Лулу и исплива. за со Лулу бе маче, така? Да, Лулу или Луси моја кај Лори е, како и да е. Така. Вие двајца имате многу работи кои што ве поврзуваат покрај проектите, како кажа и ти на почетокот на емисијата, вие сте веќе и фамилија. Верувам дека, како што ми подспомна нешто позади камерите, дека спремате нешто следно, така што тоа ќе го оставиме. Јас сакам да го слушнеме ова што веќе е направено. Имате една акустична верзија, баш зимска верзија. Сега
Претпоставувам гледачите се дома на топло, елка, свети, убавина. Баш како занимиот. Затоа ја направивме. Затоа ја направивме. Виктор, дојди да слушнеме како звучи акустичната верзија на Сатур. Пола моја, пола туѓа, ова срце пак те бара неке друга. Пола човек сум од кога не си тука, ова тело нема душа, нема струја. Море, дури пливаме во лаги, море. Ако не сум ја ти барем кажи кој е. Знаме сладка лагата, хаос се у главава. На варвили на ном, ова срце тебе се ти дао. Не верувај, на не путало за тебе не постои времени датум, а мислев дека ја сум ти, твој прстен, ти мој Сатурн. И Ова моја пола туга, ова срце пак те бара неке друга. ова твоја пола туга. Ова срце пак те бара неке друга. Ради тебе ја се сменив преку ноќ, а ти еве ти во гради за биноќ. Храни тебе што без тебе сум на ноќ, без тебе сум на ноќ. Море, дури пливаме во лаги, море. Ако не сум ја ти барем кажи кој е. Знаме сладка лагата, хаос се у главава. На варвили на ном, ова срце тебе се ти дао. Не верувај, на нив путало за тебе не постои времени датум, а мислев дека ја сум ти, твој прстен, ти мој Сатурн. Пола моја, пола туѓа, ова срце пак те бара неке друга. Ова твоја пола туѓа, тоа срце пак ме бара неке друга. Мислам дека се заслужи. со гитаристот сме топ. Да. Ова е Ја и бев прекрасно. малце настина, така да малце лошо пеево, нема везе. После оваа прекрасна изведба, ни доаѓа и нашата трета гостинка, што еве Виктор ки отстапи, така, фала ти многу. Како Виктор. прав джентълмен. Можеш да ги турнеш пакетот до мразовците, ќе ги наместиме, не е проблем. Следува нашата трета гостинка, една млада, прекрасна девојка, која што некако во последните години ми завлезе во некоја медиумска илегала, но јас ви ветувам дека од денес ќе ја вратиме назад на екраните. Лина Пеовска во Стар Шоу за прв пат. Hello. Ама гледате дека не е само до мене. Како си ми? Добра сум, како си ти? Повели одлична. Како ти се допадна ова сега до сега што го виде? Имаме ли добра енергија тука? Имаме, да, имате, уствари ми се допадна. Сакам да се надоврзам на теа дека јас сум дромка. Така, сите сме тука од општина Аеродром. Добра. Така енергија од сме. Новолица, ама нема врска. Јас сум чирчанец по потеклом, после си добро, јам преселено таму, така јас од сум двата исто, јас сум исто. од двата краја на градот сум ја. Добро, мене не ми беше познат терминот, ама од сега ветувам дека ќе го научам. Искрено ти кажам, јас И ти прв пат сега го познавам. дозна? Е, па добро, значи не сум само јас затоа реков ромка. Ромка, Генерацијски викам е сега. може ова нешто, генерацијски е. Можда, Дромците, да, дромците се знаат Лина, по тоа. изгледаш преубаво. Кажи ми, зошто те немаше толку време на екраните? Што, не те канат да гостуваш во емисија или ти не одиш никаде? Пред се здраво, имате и на сите. Може, ако. Вака, јас некако така и тешка година имав позади мене. Сакав и да одморам и од камери, од телевизии и не се повлеков само од телевизии, туку и од музичката сцена. Да, и од целосно. настапи, да. Сакав малце да одморам, да isprocesирам што ми се дешаваше, што би можело да ми се деси во иднина. Кажи ми, еве, пример, во оваа година. Знаеш ли, пример, каде сакаш да се усмериш, како сакаш да се движиш? Дали тоа ќе биде музиката? Да. Дали ќе биде нешто друго? Не. Друго нема да биде сигурно. Па гледам дека објавуваш, мислам, веќе заплови во инфлуенсерските води, па сакав да те прашам, можеби пример, тоа би Добро, сакала да го... Тоа е некако дел од самата професија.
Ке те прекинам, извини. Имаш преубав глас за да го оставиш. Не, тоа нема да Реално? се случи, сигурно јас кажувам. Ќе биде истиот стил кој што јас си го имав. Некако јас сум и повеќе балада човек, така да кажам, со и поспори песни каде што се покажува глас и се останато. Така што не дека нема да пробувам и други стилови, но никако ќе се фокусирам повеќе на тој дел. Да, баш. Но никако не Нема да се... прекинувам. Така. Баш пример, оваа новата генерација, помладата генерација, ретко кој прави балади. Реално. Сите прават некои побрзи песни. Да, нема тоа некако така се дојде со самото време. Си има свој трендови на музика во секое време. И ете, некое подолго време беше тренд на некоја покомерцијална, побрза музика. Јас некако осеќам дека и како што гледам некако дека се враќа тој тип на музика. Така што ќе видиме ете кој тренд ќе дојде след. Тука имам запишано едно прашање. Кои се желбите на една млада девојка како што си ти, затоа што сега нели влеговме во нова година, уште сме во тој празничен новогодишен божикен дух. Моите желби прво е секако здравје за мене и за сите, цело семејство. Тоа ми е некако број еден желба. Ти имаше сега и некој оперативен зафат. Да. И затоа и кажав пред малку дека имав малце потешка година. Тоа некако траеше и скоро цела година. Но не сакам многу да зборам на таа тема. Се заврши добро, тоа е најбитно. Сега сум веќе подобра и како што ти кажав и тебе преска, среќа во несреќа, барем осладот. Барем тоа. Пошто мислам дека да не се десеше тоа, немаше Една позитивна работа. Сега си одлично, само држиш се вака во кондиција. Да, ќе пробам. Имате тука некако сте ми во комбинација Таско ти, дует со Теа, дует со Лина и тоа сите хитови. Само они две треба да направат. И само они две. Женски дуети ретко кој прави. Да. Да знаеш дека треба girl power малку. Да, треба. Скроз. Добро Се идеја. вратат XXL-от. Јас сум за. порано. Падна договор. 100% љубав, 100%. Дали може, ги слушнавме Таско и Теа со нивниот Сатур. Дали може? Да, многу сакам да ја слушнам. Не валја ламплак, ја немаме проблем никој. Тоа прв пат ќе ни биде, ама искрено ти кажам за прв пат акустична верзија. Додека Виктор да се намести со гитарчето, сакам да те прашам, пример, секогаш правиш добри дуети. Кој е иницијатор за тие дуети? Како бираш која девојка е соодветна за таа песна или девојките те бираат тебе? Сега тука не знам како е Конкретниот случај за Невалјала, јас и пишав на Лина, ја имав песната веќе спремно и некако гласот неизин го замислив во песната, додека за Сатурн, например, Теа ме побара мене за да влезам во песната, ама Сатурн не беше ни така како што искочи на крај последната верзија. Да, се смени скроз. Значи, кога влеговме веќе у студио, идеи нафрлавме сви, свашта, меѓутоа, генерално, кога во главата, дури ја правам песната и кога ја снимам, например, во главата веќе имам слика кој би можел да го испее тоа, например, и например за Невалјала ја побарав Линара и тоа што Нема шутка. Па за тие, да, и Сафир стварно како Нема шутка. Имам боле дуети него ли соло песни. Со жени ти да Да, со жени дуети имам боле. Ама дуетите сите. Да. Не зборувам дека песните кои што ги правиш сам се лоши во никој случај, но дуетите ти се прав погодок и онака секогаш ги погодуваш. И девојките и гласот и се. Тоа е факт стварно, да, тоа е факт, така е. Не знам зашто така испаѓа. Најверојатно има добра, како кажам, па и конекција, ама и комплементарност во гласовите, со мојот глас одговара добар со женски глас, да, пошто не баш секој машки глас може да се погоди со женски глас, да имаат убава, да речеме, убав баланс у песната. Така да, не знам, валјда е, не знам. Ајде да што го замислувам. Ајде сега да слушнеме како звучи Невалјала. 3, 2, и, а ти кажи ми кај си, сакам да знам чим ноќта падне, ја имам план. Пун гасум до тебе да стигнам, градски светла и празен град, тоа тело милион, Гучи, Шанел и Диор, се на тебе, то палишта доле на под, црн тен, црн беш, бел бенз, без стрес, очи зелени ко бентен. Хеј, 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 а тие очи као дијамант, светат у мрак демон. Се што стои на тебе убива ко веном. Низ град пуна газ да стигнам до тебе ја. Што ноќта падне, знам ти си Невалјала. Кај ноќ падне твоја сам, од тебе још гора сам.
тобом губим на бичу не ваljala. Kad noć padne tvoja sam, od tebe još gora sam. Ja sa tobom gubim na бичу не ваljala. И на, не ваljala, на, не ваljala. Не ваljala, Па значи браво. Ова ако ви е прв пат сега тука да пеете во ваква верзија, секоја ви чест. На двајцата. Благодариме. На двајцата. Таско беше на концерт на Јала и на Буба, баш со оваа песна и затоа некако и така ми се поклопи и Лина и Теа и гледаш каква спојка мене пак во глава ми се прави. Одбрав, знаеш зашо одбрав, бидејќи знаев дека публиката ќе изреагира добро на таа песна, имав да одберам две песни од цел мој репертоар на песни. Сега зашто ја одбрав поради тоа што доста добро помина во тој период кога искочи и генерално и денеска е помеѓу моите најслушани песни од мојот каталог на песни. Мислам и знам дека луѓето ја сакаат и реакцијата е секогаш иста на таа песна, журка песна е, не точно. За разлика од другите песни е многу по, да речам, динамична и многу поубаво ја вози целата атмосфера. И да, со таа песна настапив прво и после тоа пеев и Сафир. Не ми беше прашањето за песната, сакав да те прашам дали ти кога стапна на таа сцена и виде колку луѓе имаше дојдено, сакаш да го направиш истото. Тоа сакав да те прашам. Нормално, нема кој не сака да го направи истото. На секој артист му е сон да напуни една сала. Види, тоа не е ни генерално ни за пари, ни нешто дека да се покаже кој колку е моќен, едноставно ние се храниме од публиката. Да, ама ние се храниме од публиката и тоа за нас е баш тоа што го кажуваш ти, круната на нашата работа и на тоа што го правиме. И знаеш, буквално не е до ништо друго освен до тоа само да си докажеш сам на себе и да докажеш на тој човек и на тоа дете што мечтаело по тоа дека е возможно и дека еве го направивме. Разбираш, ништо друго. Знаеш што сакам да те прашам, затоа што имаше ете таков период како што кажа и сам, од што повеќе се учи, од неуспех или од успех? Од неуспех. Зошто? Затоа што кога си успешен, јас барем според мене во мојот случај, кога си успешен некако леташ многу со паметот, мислиш дека све е јако, све е добро. Меѓутоа кога ќе се случи... И не гледаш кај грешиш, може би. Да, знаеш како не дека не гледаш кај грешиш, дури и луѓето околу тебе некако сите се као и брат, ова е многу јако и све што правиш им е многу јако. Додека кај неуспехот, после тоа се чистат тие некои луѓе, прво и основно, кои што те тапшаат по рамо кога си горе, а кога си доле некако не се тука до тебе. Прво и основно се чистиш од тие луѓе, второ имаш некоја поголема доза на филтер на работите кога ќе идат према тебе и знаеш веќе да процениш што е добро, што не е, меѓутоа ја сметам дека во конкретниот случај е повеќе прашање на искуство, него ли дали тоа е успех или неуспех. Со тек на време низ работата ти ги учиш сите тие работи. И мада мислам дека неуспехот може да те научи многу повеќе, затоа што тогаш баш се гледаат вистинските луѓе кои се до тебе и се гледа вистинскиот ти. Дали ќе продолжиш понатаму или тука ќе застане? Се согласувам. Девојки, вие што мислите на ова прашање? Па се слагам, да се искрено. И јас ќе го кажам, јас се слагам и баш сега овој период кога имав ете некоја мала пауза и разбрав и некои работи од сега Таско што го кажа, така што се согласувам потполно со него и сметам дека и од грешките се учи и сите сакаме успех, но сметам дека и треба барем да доживееме некој вид на неуспех за да можеби научиме нешто од истото. Апсолутно. Така. Теа имаш нешто да надополниш или веќе се е кажано? Те е многу успешна, она не знае за неуспех. Да. Се е кажам. Се шалам. Не, стварно убаво кажа он и го образложи стварно добро, така да што и да кажам више веќе се кажа тоа што требаше. Теа, ти покрај ова музичката кариера која што ја имаш, покрај тоа што имаш прекрасен глас, некако си ми ја имаш и мојата професија, реално. Кажи ми како сакаш... Па не баш твојата, ти си телевизиска водителка, си газиш. Па и ти си водителка? Јас сум на радио, има разлика. Па добро, оди ти и на YouTube.
Па добро, тоа се е гледа. да, ама пак е радио е форматот. Одиме на YouTube зашто има добра интеракција со слушатели, со гледачи, па да учествуваат во темите на муабет, да постават прашања за гости. Инаку искрено форматот пред се е за на радио. А кажи ми пример, сакаш повеќе да прашуваш или сакаш повеќе да бидеш прашувана? Сакаш да бидеш онаа што ќе го води разговорот? Што знам, ни тоа, ни тоа. Вака, јас Ти барем си човек што сака да зборува, не ме зафркавај се. не сакам толку да зборувам како што изгледа. Јас со моите блиски луѓе не сум многу голема брборка. Тоа е интересно за посматрање. Да, стварно, јас сум со блиските сум подобар слушател отколку да зборам јас. Ја па ја. Не сум ја многу по зборењето со тие што ми се блиски. Ама не знам, ми оди да си зборам и немам проблем со зборувањето. Во етер, во живо, пред камера, така да некако многу лесно и органски го правам тоа, спонтано. А што знам, убаво ми е да одговарам на прашања ако се убави прашањата. Морам да признаам дека македонското новинарство многу потврли последниве неколку години со честни исклучоци, еве не зборувам тука конкретно нели за позитивни примери како ти и како некои твои колеги. Меѓутоа многу често ми се случува идам на емисија и цело време истите прашања ми се вртат во круг и пример више сум си досадна само на себе. Цело време истото го одговарам, ме сваќаш. Така да јас исто гледам да истретирам кога имаме гостините во радио, да го истретирам со прашања кои што може не ги одговара секаде. Цело време да го возбори истото. Истражувања, знаеш колку е полесно само да го ископираш копи-пейст, да Да, правиш. да. И заради тоа Верувам мислам дека дека е е така. Абе, гледај какви ти ми ги одговараш прашањата, јас пред да ти ги Унапред. поставам. Тука си имам, гледај како го имам напишано. Вака кога ќе седнеш со блиски луѓенца, на кафе, на ручече, дали знаеш, пример, така да кажеш некој трач, малку да подоговараш. Да оговараш малку. Со најблиските. Знам се, те чекам да видам што ќе кажеш. Те чекам, ако кажеш нема врска, не трачарам. Јас што не те познавам толку, нема да ти поверувам. Што јас сум женско. Јас сум женско. Заради тоа што јас сум женско и Па не, нема мислам дека човек. нема. Може ли да ви кажам јас, поголеми лапачи од мажите нема. Точно, дали лажам, дали лажам. Истото ќе го кажав и Најсочните јас. трачеви сите од мачки сум ги дознала. Не се смеи така. Да не кажувам, ајде. Ама не, реално сите си оговараме. На која тема најчесто сакаш пример така? Која тема ти е најинтересна за најсочна така? Од кај да знам, види, оговарање, се додека е безопасно, е окей. За блиски луѓе никогаш пример Не зборувам на вредување. Па не, ово кажам зашто гледај, ние работиме јавна работа и имаме многу блиски луѓе од јавниот свет. Значи, замисли на Шукелич, тоа јас седнам таско да го оговарам. Ме сваќаш? Да. Малце тапа муабет, пошто ние сме во овие кругови, јас имам доста блиски луѓе од јавниот свет, колеги, и не само пеачи, него и други јавни личности. Значи, пак треба има разлика од трач до трач и од нешто што може пример некој да повреди. Така да тоа секогаш треба да се има Але предвид. сега види вака, да ме оговараш, да кажеш, абе она Ивана, види што направила, какво студио убаво. Оговарај ме. Тоа не е Слободно оговарање. Како не е оговарање? Тоа не е оговарање, тоа се факти. Ајде, малци ти имате помало. Тука имам и до Таско и Долина. Ајде. Прашањето исто. Која е најсочна тема за трач, за оговарање? Еви и за вас. Што сакате најчесто кога ќе седнете со другарки, со блиски луѓе, небитно дали се машки и женски? Што е оно што која ви е најинтересна тема која што може да Ај Таско, дали га кажи искрено одговор на ова прашање? го знаеш? Мене ми е ама супер, не. мене никој не ме знае. Да. И она знае, значи кога си сме седели со луѓе и све, ја не сум тип што трачари, што збори, така дури некои работи не ги знам свесно кога ќе ги зборат, јас стварно не ги знам. Викам чекај малце што се деша. Ангел синот од небото. Да, Тоше Пеевски. Божи човек. Не, озбилно, значи ако за нешто сакам да правам муавет на маса, тоа е да правиме конкретно муавет за работи за кои што на пример имаме взаемен бенефит. Ако на пример јас со теа седам на маса, јас со теа не ќе да трачарам за никој. Не, искрено, сега шала Сакам на да страна, правам јас муавет за- го свртев на шала, ама ние ретко трачариме, еве многу сме блиски и се дружиме приватно и со фамилии, со Таше, со децата, со Колјос, значи повеќе луѓе Еве што на се пример и со дружиме. Лина сум имал исто, мислам ми сме седели, сме работеле во студио кога сме седели, кога сме договарале муавет и не сум тип што трачари затоа што за мене искрено е многу
трошење на енергија во погрешно место од поглед на тоа дека стварно ти треба енергија да смислиш многу работи, конкретно песна, спот, треба да се направи ово, и сега ние нема да збориме за тоа што треба ние да го правиме, ќе збориме за другите што прават. Не, значи нема поента, ме разбираш? Освен за идеја некогаш да се земе пример ако некој еве нешто. Ама сме биле фокусирани на тоа за тоа што сме дојдени. За продуктивноста и за општото добро за нас, ме разбираш? Никогаш во животот не трошам време да зборам за некој други. Можеби порано, да, не викам не. Сум бил така малци и поагресивен и повеќе сум пукал на сите страни. Сега, искрено ме прашаш, ако знам што се дешава на естрадава, еве да му те имам 2 деца за чување, работам и плюс сум у студио од jutра до сутра и во тој луп сум затворен у мојот бабл. Нема време кога да почнеш да... Ништо друго не ме интересира. Лина, што ќе кажеш ти на тоа? Не, што се однесува за јавна сцена, зборувам кога сте па затоа јас сега дека сите алудиравме на дека не оговараме, не трачариме за луѓе за јавна сцена. Сите оговараме. А јас лично јас кога сум со другарки трачариме. Да, значи нормално. Да, на кои теми обично се тоа не знам, не дали за некој дечко, сам не конкретно за мене, туку за ете. Они дали нивен дечко некоја случка, дешавка. Интересно, ние никогаш не ни е досадно, тоа е најбитно. Тука имам повторно прашање до Лина. Дали како носиш одлуки најчесто? Со логика или со емоција? Зависи зашто. Спомена сега дечковци. Со емоција. Со емоција и со... Ви. Со емоција. Да. И со емоција и со логика. Некако порано можеби повеќе сум идела само со срце, а не со глава. Си едно шах да играш со него? Не. Уште за логика да видиме до крај. Порано кога бев помлада. Дека сега е многу остарена. Порано кога бев помлада, повеќе одев само со срце, гледав само вака. Не гледав од страна, не гледав што би можело да се деси или да размислам јас каков човек е. Он истиот тој, така што сега веќе е поразлично. Имам партнер со кој што ми е супер и со кој што мислам ништо не се форсира, све е како што треба, идам и со глава и со срце. Па да се надевам да ни уручим. Помашала. Помашала, не сакам никакви урачувања. Сега тука само уште би споменала, Таско, ти имаше исто кога веќе како почнав со емисијата. Промени, преобразби, не знам што ќе кажам. Сакам да кажам дека ја тргнавме чашата со вино на Таско, чисто да се знае дека не пие. Да. Не дека ако стоеше тој ќе пиеше. Ама не, реално. Што сега мислат луѓе да ќе мислате тука пред него вино. Што се случи со тоа? Па не, решив дека едноставно не е за мене поради тоа што сум екстремисти, идам од крајност у крајност, ја и во добрите работи гледам да идам максимум екстремно до кај можам да отидам, и во лошите бев многу лош. Значи, ако од сите лоши деца ја бев најлош, од таму добрите работи па бев и најдобар. Мислам и некако тоа си огледав како бегство, како некој момент на тоа да бегам од проблемите и сега и тука ќе се направам пепел и ќе си легнам да спијам. И немаше никаква поента, зашто 2 дена после ми треба да профункционирам пак. А плюс после таква вече реално другите 2 дена во депресија ќе паднеш. Да, и знаеш како и мене ми беше дури веќе второто дете кога ми се роди, дури веќе и осетив дека енергијата ми е поразлична заради тоа што не можам на нив да им дадам убава енергија и време, поради тоа што малце е себично тоа што го правам. И 1 јануари, 31 према 1 танки, веќе една година помина, јас, па, освен црква, што сум се напил вино, тоа ми е единствената работа. И тоа вино на причест правиме муабет, тоа се причестам само за такво, тоа ми е алкохолот што сум го испил у целава година. Јас сум сведок на искачање на Слави, ништо не пие. Да. Ние јас верувам, знаеш како? Он Не седи, не ни целта да се каже, пример, еве јас да кажам не пијам, а јас да знам дека пијам дома. Што? Кого лажам? Тебе те лажам, тебе не, знаеш ли гледачите зашто јас и тој момент го форсирам, например, не го форсирам, дека на луѓето многу пак им биде гајле и Таско прекинал да пие. Не, туку па не има... пример Знаеш како, не дека е пример, туку баш сакам на луѓето кои што мислат дека нема излез,
да видат во мене некоја тронка надеж дека може да се промени човек и покрај сите работи, ме разбираш, и некако тоа ми е водилката за сите работи. Ја не очекувам аплауз да ми кажат мене ау, браво, како не пиеш, ме разбираш. Не, го правам за да им внесам малку надеж на луѓето кои што се веќе измеѓу негде и пара да речат и чекај види го Таско можел, да и јас. Да. Ме разбираш, и тоа е поентата за што го правам. Сега, ние ќе наздравиме со винцет и со вода. Ајде, може. Може ли така? Тоа што јас не смеам да пијам сега? Јас искрено, мај. Ајде, Абе, што направивме со сега вода? ова пред новогодишната забава, некако никој... Здравје. Наздравивме ли? Живели. Сам нека да. Ако по два Живели. Живели. Емче, јас и ти си пиеме винце? Или ти не пиеш? Не, Ти со не вода, пиеш да. никогаш од празна чаша. Точно така, да ги поздравиме Шато Ризов, тоа се нашите пријатели, помагатели на оваа емисија. Тука ќе ги поздравам и Аџико Хоум Центар. Види, што припреми Аџико Хоум Центар за сите вас. Наташка требаше две да му донесам, заборев. Дека имаш две дечиња, Па добро, довели? Пресладко. Баш така Ала. никој да си накетив дома. Да? Исто. Црвено или не? Искрено се е розова, ама нема. Се розово, па да знаев ке ти Мене земе е розово да црвено, добра. да. Мене Мене е тебе црвено, црвено. Ала, Ја thank you. уживам Повели. сама дома и китам се розова. пошто Многу не е ви. сладко. Еј, брат. Али ќе направам мисличок. Така може да се седи тука? Може да направиме промена и за Розев Дедо Мраз, нема никаков проблем. Има розов Дедо Мраз? Има. А знаеш што? Кога зборувавме пример кој како ќе дојде облечен, затоа што некако црно и ја ова прв пат обликувам вака некој анимал принт. Или ми вика Теа 100% ќе дојде во розево. И ти ми викаш розево. Јас бев убедена. Во розово, плаво, нешто такво и... Дека имаше розова коса, валјда за тоа. Иначе, може би иначе да. во четврток се фарбам фул розова. А, Баш со розова, цела коса розова. Ништо, значи, Ја затоа ти што имам на ваква спод кидеш. пола. Ме имаш, тоа е поентата, за да има некако Те последователно. имам успод пола розова. Да. Тука ќе ги поздравам и Микас. Микас се грижат за нашиот изглед и Микас доделуваат по 2000 денари ваучер на нашите дами. Таско не си Благодарам. дама, затоа не ти давам. Но доколку сака Немам жена, сопругата твоја да се нарача нешто, тоа и сакав да ти кажам. Може слободно да им пише исто дадена ваучерот, сериозно сум, може да им пише да се нарача што и душа сака. Сега пред да поканиме Јас сум Емче. ваучерот на жена ми, нема тоа. Ле, тука лежи кешот. Јас сум ваучерот за жена ми. Добро, Абе, гледајте и учете мажи како треба. кажи им. Да им кажав, еве. погласно. Ако уште еднаш погласно да слушнат, уште не слушнале. Што да не почнат под YouTube, под видео да пишуват го сакам Таско, почнат со сандаче. Да и мене Така, е да. ваучер. Тука имаме карти во длабокото, пред да поканиме Емче, јас сакам да видиме што Што е поентата? по две. Да, јас не По знам. две. Да се извлечете по две Да му карти биде на... страв на човек да излече. Од Не, лабокото не, е не. многу дип. Да. Може и три ако сакаш. Сите некако ми влечите карти од Ау, добро, средина. добро прашање. Сварно? Да се погоди. Ајде. Од кој ќе почнеме? Ајде теа. Сите ли три или Едно по едно. каква бојана долна облека носиш во момент? Ле. Црвена како Дедо Мразов. Гледаш дека ти одговара да А ти бараше роза. Не го менјаме. Не го Па менјаме. денеска некако со слика Не го менјаме. Таско. Кои се трите совети кои би им ги дал на своите деца? Видиш, самиот универзум ги реди карти Не гледај мене како прашање, Да или го ние излече. како Жими прашање. се, не, она ми го даде, ова беше последното што ми го даде, она ми и она не го гледаше, она го Точно. извлече така. Бидете добри, бидете среќни и не бидете себични. Може. Значи да не бидат себични, да бидат добри, да бидат среќни, да не бидат себични, затоа што се врти у круг и се враќа. Точно. Лина? Што е најхрабрата работа што ја имаш направена? Скара Ајде шеф ќе- шајб. Не. Па не е најхрабрата. Па ајде сега, ете дека правев операција последниот период, а јас не сум толерантна на никаква болка и никако се тоа го издржав и ете, според мене тоа за мене е стварно храбро од моја страна. Па е, реално. Да, пошто не беше нешто кој знае колку страшно, но не беше ни едноставно. Така што ете. Ама ете, Тоа би го имаше изгледала. поддршка од партнер, имаше поддршка од фамилија, Да, така што стварно. се издржува полесно кога имаш своји луѓе до Така е, себе. така е. Теа, Која невистина кажана за тебе најмногу ти има повредено? Искрено не знам една работа, многу имам чуена. Имам чуени вистини.
И невистини. Глеј, порано многу повеќе ме повредува невистините. Веќе доста долго време го работам ова, веќе скоро 10 години и некако не ги разбирам толку сериозно работите како на времето, кога ќе прочиташ некој хейт коментари, онака упропастен ти е денот бе човек. Не сваќаш кога сум била помлада. Сега дури некоја знам и да им вратам. Да, по време на TikTok некој, не знам, имав некој прилог давано за еден наш медиум и глупи коментари, некој хейт коментари, нешто зборам дека на Твитер као ме пишувале, ама не било хейт конотација и некој пишала, па не било, пошто и на мене ми немаш искочено до сега, да ме као сега ќе видиш, ја и враќам на девојкава. Еве сега ти искочив, па ќе ти послушам како инспирација. Баш да. Супер. Јас да ти кажам право, знаеш како им враќам на тие негативните коментари, затоа што ги има. И тоа како ги има? Сум видела и ти како им враќам. Да ти кажам искрено, Супер си. кога сакам да се поткрен малку алгоритмот, а можам и да ги подредам сите, па што? Све за шоу. Јас никогаш не навлагам во дискусија во кавга, него така секогаш враќам со Не ме навредуваат, не ме навредуваат. Не, јас се вреќам. Со дозана. Се врегаш? Да. Види, зависи на која основа е коментарот. Не, нема основа, директ идам, тој коментирал нешто кај Лука Чомбел, лош си, Лука Чомбел му коментирал сега на новата песна што изоевме, имаш филтер на лице, ја му викам и вско користиш. И после тоа коментирал ти вака така боле беше кога пиеш и кога се дрогираш, му викам ти нит ме знаеш, нит ме познаваш за да знаеш дали сум бил боле. Второ му викам ја представувам тоа, ти немаш право да ми избориш на мене. Кој си се сликаш со филтри. Еве, татко говори за мене, која невистина за тебе најмногу ти имам повреден. Тоа е тоа? Па, не знам. Дека пиеш и дека се дрогираш? Не се дрогирам. Ја не сум у принцип порочен човек, еве одма да кажам. Ако такви муавети вадите за мене, тоа не е вистина. Се друго може би е вистина, ама тоа не е. Не сум склона на пороци, фала му на Бога, знам да се напијам некоја пијачка, джин тоник е мојата пијачка, тоа го знаат моите. Значи не вистина, нема што те повредува. Некој негативен коментар така што се стигна. Што сакате зборете, ме забаве. Добро, фино. Таско? На која песна танцуваш кога никој не те гледа? И стани да истанцуваш. Ама ако ја пуштите? Ајде. Може, имаме звучник. Танцувам, но не знам, последно време некако Майкл Джексон, Beat It. Тука можеш и со чакорите дури да го направиш. Ајде. Со Жими Сесо. Која песна? Moonwalk. Еве го. Со Moonwalk го имам со сите нишани, не. Леле. Майкл Джексон, Beat It и од Шаде Смуд Operator ми е у последно време у ротација. Некако така тие стари песни, да мраз. Тука е грамофон за нова година. Се ради добра. Микрофон? Грамофон. Грамофон. Грамофон за да слушам плочи. Некако у последно време сум како да кажам на таа по-стара музика, ама некако со душа музика што е. Майкл Джексон бидат ми у константна ротација и од Шаде Смуд Operator ми е така за чил денови кога ми треба, одма ја пуштам, да. Да. И Kiss of Life ја слушам у последно време многу. Исто од Шаде, да. Мене ми е интересно што слушам многу различна музика од таа што ја правите. Таа што ја правам, да. Добро. Да, генерално скоро сите така. Знаеш како рокерите викаат, јас сакам рок музиката не ми поминува Да, прям после три турбофолк. Не значи кафани, дека јас слушам пијачки у турбофолк дома. кафана, чачево ми вруче ми крва. Лина? Кој е твоето најголемо достигнување? Па повеќе работи се. Не е само на поле работа, кариера, мислам и тоа секако спаѓа овде, но ние сум среќна што сите се тука, што ми се потребни мене во животот, ме мотивираат. Некако тоа за мене е еден од најголемите достигнувања што сум успеала. Ете да ги задржам тука да не ги разочарам во ниедна смисла и така. Ајде Теа, следно прашање последно од во длабокото. Кој е најнискиот хонорар за кој си работела?
500. Се за 500. Не знам, знаеш на почетоците дека кога сум почнувала да пеам, не знам, прва средно, кога сум била втора, со некои кавер бендови, не било никогаш за пари сме го правеле, тоа од љубов, така да предпоставувам, не знам, тоа беше многу одамна. Абе, сме се радувале при тоа на тоа 500. Па да, не ми било ни за тоа време. 500-чето, да. Да, некогаш не е се упарите, до ден денешен ми се случува, ако треба да направам матер, знаеш како? Или наплаќам многу или не наплаќам ич. Нема средина. Леле. Искрено. Добро, окей. Таско? Тоа за тебе е слобода и како ја доживуваш слободата? Добро прашање, баш убаво. Види, кога го правиш тоа што го сакаш. Значи, јас долго време мислев дека правам работа која што ја сакам и ми исполнува, ама не ми исполнуваше. Што е тоа? Па ете тоа хедонистичко понашање да седнам у кафана, да седам по 5-6 сати, 8 сати, ме разбираш со веселје, со луѓе, со музики, со све и свашто. Да, во моментот ми исполнуваше, меѓутоа утредента ми беше и новчаникот празен и некако и душата празна. Моментално се чувствувам многу послободен. Зашто? Затоа што прво и основно се чувствувам пожив. Второ, ја чувствувам слободата поради тоа што не сум оптеретен со тој стрес и со такво обкружување околу мене. Идам вежбам, се дружам со моите деца, сум тука за нив, идам работам во студио, дури многу сум попродуктивен неголи што сум бил. И според тоа сваќам дека слободата не е во тоа ти да како ти обяснам, да седнеш и да тука сега ние сме многу ми е убав слободен ден, имам па сега ќе направам. Не. Слободата е во тоа да ги правиш работите што ги сакаш, на кои што ти прават добро. да, ама да ги правиш со многу љубов и посветеност и уживање. Тоа е слободата. Значи, ти може би уживаш во тој момент кога си не знам во некој ресторан, кафан или било каде, меѓутоа знам дека утредента некако подругаче ќе се чувствуваш. Јас не викам дека тоа е лоша работа. Супер е да си го прават луѓе кои што имаат контрола, јас немав контрола врз тоа и затоа морав да го прекинам, меѓутоа сите работи кои што ги правам сега ме прават да се чувствувам слободен. Значи, конкретно за мене слободата е да уживаш во тоа што сакаш да го правиш и да го правиш со цело срце и душа. Кога сме конкретно кај кафаните, јас па не знам да научам како да отидам и да поседам повеќе од саат време. Одам, јадам како мислиш под она со погрешно друштво имаш. Да, извија. Јас погрешно друштво, ма не можам јас, моето друштво седи, јас не седам. Исто сум Јас одам, јадам и заминувам толку. Не седам, човече. И она, нема Не, знаеш, салата кумот пред мој, јадење. Да, тоа е Гладно Знаеш, јадење. кумот мој, ја имам кум, не роди га мајка. Поздрав до кумот на Таско. Да, Поздрав до кумот на Таско. Лина, последното твое прашање? Колку пари заработувате месечно? Слично како на теа. Па не, твоето е месечно. Кај тебе сега во Мене, моментот. колку најмало да сум заработувала. Добро, пак е поврзано со пари. Па не би да зборам за суми. Кажи бе, ти доволно. 4000 евра, де па ти сега Доволно за да преживеам. 5-6000 евра, Доволно седум. да преживееш луксузен живот или доволно да Нормален. преживееш нормален? Нормален, Добро. Во Скопје нормален, а дока е некој 2500 евра. Ти става зборови уста. Точно што сложувам. Ама не е толку. Ја не би исто да зборувам за сум. Доволно. Не, чим си има за основни потреби и Така за е. убав живот. Една звезда ми шепоти, дали си блесок што постои, трепет од крила на гулаби, срце ми одбрало дом. Дали може љубовта ноќва да ја продолжи, дали може да ја задржи. Ја имам само ноќва да бирам јас со неа и не знам дали можам да заборавам. Во град имам сонце за уште 3 светови. Ако замине, ќе искаснам. Браво! Браво за теа, браво за Виштор. Што мотивно се осеќав за тоа песна од вас. Што те емотивираше Што толку? сум заљубена.
Таа прекрасна изведба имаше, сите ќе се согласиме со тоа. Фала ви, фала. Сега ќе ја поканиме Емче, затоа што Емче од Преска чека тука. Има некои прашања интересни. Добро вечер, Македонија. Добро дојдовте во мојот рубрика Мама Драма. По насловот знам дека тешко нас. Се надевам дека ги имате подготвено поканките, затоа што вечерва навлегуваме во муабети што предизвикуваат реакции, креват вејги и никогаш не поминуваат незабележано. Добре, доста тежок збор. Со вас вечерва се сурова емоција и безстрашна искреност. Теа, како чувствуваш денес? Сурова емоција. Лудила. Зборови. Како потресено. Во вакво убаво друштво не може да ми е лошо, реално. Супер. Сега ќе ти биде. Јас преми се да се подслоши малце. И гласот на улицата и на екраните, Таско, како чувствуваш денес? Моќно. Многу моќно. И млада, храбра и подготвена да докаже дека и е местото тука. Лина, како чувствуваш? Прекрасно. После ова вакви зборови, стварно прекрасно. Ајде, спремни? Може. Нема избор, така да пуцај. Да, чека се подмесно. Кој ќе почнеш? Ајде. Со кој? Со Лина. Добро. Која е најголемата лага што им се кажува на младите артисти кога влегуваат во музичката индустрија? Ме се свија прашање. Најголемата лага. Па не знам, мене некако јас кога почнував, никој ништо не ме излажа. Барем, ете, со текот на годините тоа го видов. Или јас не памтам, пошто и долго време е поминато. Така што јас лично за мене... Кои беа твоите почетоци? Кога почна? Како почна? Јас почнав на 14 години на Пинкове звездица. На тоа шоу? Да. Какво беше однесувањето, ете пример, од жирито кон вас? Па, Посебно на таквите шоуа, па можеш да приметиш, еве ова што те праша сега во моментот Ема, затоа што има многу. Да, знам, па со оглед на тоа што тоа беше детско надпреварување за деца до 14 години. Моето лично искуство беше добро, ќе кажам. Некако јас и тогаш ете и почнував, не бев запознаена со некои работи, со тој музички свет, многу нови работи дознав и видов и ми беше малце чудно, тогаш осетив и неправда, но со текот на времето сватив дека тоа е нормално, што не треба да биде според мене, но тоа што е така е наложено и јас стварно би сакала да нема неправди за сите и за ништо. Но ете јас имам доживеено на своја кожа, па кажувам за себе, но убаво искуство. Секако ете таму и почнав и после тоа продолжи да се гради нагоре и нагоре. Кога прв пат јавно го покажа своето момче, дали тоа беше спонтан момент или внимателно Се разбрав. испратена порака? Па прв пат го покажав годинава. Спонтан момент беше, имаше и повод, му беше роден ден. Па да му честитам и тогаш јавно го покажав прв пат. Абе, сега види вака, ние жените знаеш што правиме? Чекаме да ме ке се роден ден, не можам да не ти испочитувам, шак ке си поставам слика. Така и се поклопи. И усетивме и двајцата дека можеме слободно да се експонираме, не е тоа да биде кој знае колку јавно и тоа да не е секојдневно, ама да кога ќе осетиме дека ако е убава сликата ќе се стави, ајде, што Така. Што филозофираме? ако мене ми е убаво. Да се поправам. Нормално. Ајде, Теа.
Како ме спремат од преска, не знам што ме очекува. Ни јас не знам што. Леле. Вака, некогаш знае да побара за некој гостин прашање. Дај ми помогни ми или нешто. За вас тројца, сака нека за ме праша, јас Лина срце не знаев моје, дека има пуцај. дечко, она знае. Свезна е Reuters. Свезна е, ајде, ција. Хајде За мене исто свезна е, мене ми е страв. Ајде, нема врска, праша. Дека цел свет разуме. Јесто си пофалувана како емотивна и искрена. Но дали искреноста некогаш те чинела можности зад сцената? Да. Ме чинела, да. Искреноста ми е најголема доблест, врлина, ама знаат не се мана. Не може да биде искреност мана според мене. Секогаш попрво би избрала да сум искрена, макар да ме чини тоа нешто, ме чинела и во професионален и во приватен живот, и во врски дури ме чинело, ама јас мислам дека само со искреност, транспарентност и кажување на работи такви какви што се, може да се напредува дали во професионален однос или во приватен, и таа особина не би се ја менувала за ништо и сакам сите да се искрени и со мене, така да. Ете. Супер. Дали некогаш си била под притисок да го промениш имиджот, звукот или дури и личноста за да бидеш попродавана? Не за да бидам попродавана, во професионален аспект не. Мислам, ми било предизвик нормално, затоа што, нели, поп сцената секогаш е малку... Кај нас се знае дека турбофолкот царува. И у Македонија и на Балкан. Меѓутоа, јас сум тоа што сум, не можам да пеам нешто кое што не го слушам и не верувам. Значи, пак сакам да се останам доследна на својата музика и својот стил и звук. Може би сум имала притисок за како да се облекувам и како да изгледам во врска, во професионален живот, не. Ти кажувале, не носиш сукња кратко? Па не тоа, али... Деколте? Што? Сум имала ситуации. Да кажам. Па кажи, не знам, да прашувам. Кажа. Сликни ми да видам што носиш пред искачање. Проверам. Добре. Се сликаше ли да проверат? Да, аудиција. Пушти просто смукалка да видам дали си дома. Секој со своето. Сум имала такви Пушти искуства во просто живот, да ова видам лета. дали си дома. Види, ова што ние го работиме е доста специфично и искрено не секој би имал разбирање. И многу не е лесно да се најде партнер, еве Лина знам дека се сложи, што ќе ти ја даде слободата да си тој што си на сцена Така е. и како артист. Значи, еве, ние работиме таква работа како што работиме. Јас имам спот, имам во спотот љубовна прича, глумам со дечкото е глумец буквално, театар, ама треба пример ако имам партнер да има разбирање за тоа. И не секој би имал, може би јас не би имала да не го работам, не знам, не би знаела пошто го работам, ова Не имам. секој би имал, но сметам дека треба и да се знае граница. Да не се претирува. Па, дефинитивно. Знаеш како, јас мислам дека границата секој сам си ја поставува и Така е, секој си нормално, знае да. што е и до каде би одел сам со себе и Да. треба да најдеш некој што прифаќа таков каков што си Така е, и така што те разбира и го разбира тоа што го работиш. Не почитување само поради тоа што е бизнис. Јас идам на сет и снимам спот и тоа треба така да биде. Мора да има граница. Што ако дојде некој режисер, многу јак продуцент да ми го продуцира тој спот и он смета дека тоа е правилно? Тип не знам. Има секакви. Ме разбираш, и ќе те натера да направиш нешто на сцена. За да изгледа тоа поартистично. Да, Ја имам широки погледи за ова. Работа е работа, уметност е Ја мислам уметност, дека е уметноста така, нема да. граници, а во еден однос и во врска треба да се има граница и треба да се најде разбирање и кај би се нашле. Нормално, Да. ако некој премногу сега да продолжам со прашањето на Емче, ако некој мене ме опресира, тоа што сум јас нема да се осеќам добро. Аз сум била во такви ситуации во животот и се надам дека нема да бидам пак, затоа што мене ми е најголема љубов и пасија ова што го работам и тој што со кој што сум треба да ми биде ветер у грб, а не да ми прави сопки на пат. Така. Точно. Во минати интервју имаш зборувано дека си погрешна разбрана. Дали мислиш дека луѓето повеќе те судат по твојот карактер отколку по твојата музика? Па за да ме суди некој по мојот карактер треба многу добро да ме познава прво и не знам луѓето колку се свесни дека тоа што гледаат за нас на телевизија, во пример од емисијава, не е ни 5% од нашето вистинско персоналити и карактер. Ние тука сме одредени алтер ега. Лажеш?
Не лажам. Не лажам у ништо што работам, ама ова е 5% тоа што сум јас во моето секојдневие. Не може некој да ме суди мене само по емисија, и по ова што ќе кажам овој сат време. Така да ја мислам дека во својата музика сум многу искрена, бидејќи секогаш сум дел од авторскиот тим и раскажувам лични приказни, што не секој го прави и дури не знам дали тоа е секогаш паметно за мене. Месецов треба да излезе уште една моја песна и буквално е приказна, ама онака преприказна, за нешто што ми се случувало кога имав 20 години. И за една приказна, не знам, може ќе се пронајде и ликот од приказната. Не е важно, сакам да кажам дека секогаш сум искрена и во тоа што го работам и во тоа што го представувам, меѓутоа пак тоа не е целосната слика. Теа што станува на сабајле, теа што комуницира со мајка ми и татко ми наутро, со брат ми, со сестра ми, не е оваа теа. Мислам, има многу слоеви мојата личност и карактер и пред некој да суди треба добро да ме знае. А добро ме знаат само моите најблиски. Таска без срам ги споделуваш своите борби со јавноста и токму поради тоа си инспирација за младите. Фала. Фала ви. И дали мислиш дека некои македонски јавни личности глумат совршен живот само за да и угодат на публиката? Да. Да, и тоа знам и точно кои се и точно ги знам какви луѓе се и личности во приватен живот, а на Инстаграм и на социјални мрежи се видиме, многу ми е убаво животот, но и многу сум добар јас како човек, се класични лицемери. Мислам, јас го кажувам ова зашто сериозно пред мене кога ќе дојдат тие личности, луѓе и карактери, се у фазон кој брату поштовање, све да све најдобро, а после тоа кога треба да се поддржи нешто или кога и да треба од нив нешто да ми возвратат. Не мора да ми возвратат, чисто да ме поддржат во тоа што го правам, нигде ги нема. И на сценава кај нас поготово на естрадава има многу луѓе кои што глумат нешто што не се. Јас не сум еден од тие. Јас тоа што го гледат на Инстаграм го добиваат. Дури и на Инстаграм сум доста благ. Не идам до толку во крајност. Во живо сум многу поригорозен за сите работи, така да тоа што го гледаат, тоа го добиваат. А дека има лицемерни луѓе што глумат, да. Искрен одговор. Во една од твоите објави навести дека не сите луѓе околу тебе се искрени. Дали успехот ги разоткри луѓето или те промени тебе? Неуспехот ги разоткри луѓето, успехот ми кажа само како да се пазам поубаво. Затоа што неуспехот успеа да ги тргне тие луѓе, сакајки они да бидат до мене кога бев успешен во еден период, затоа што во музиката константно имаш бранови. Ти во еден период си горе, после доаѓаат нови луѓе, па се менуваат све константно. И јас имав еден период каде што стварно бев во таков даун на кариерно поле што, па да кажам, од 20 луѓе ми остана 4 души моментално. Кои што стварно ни стаа бура, беа до мене и кои што буквално не им беше битно како ќе искочи тоа све на крај, само дај до тебе сме, те држиме да искочиме, ни стаа бура, низ која што поминуваш и не секирај, тука сме до тебе. И точно знам на кој можам да му верувам моментално и точно знам на кој можам да му ја давам мојата доверба моментално, меѓутоа све е искуство. Кога си успешен, имаш многу луѓе за јадење на масата. Кога си неуспешен, мислам дека само вистинските остануваат да глодаат коски со тебе. А кога има месо, сите сакаат да јадат. Дали некогаш ти било понудено нешто во музичката индустрија што знаеше дека е погрешно, но би можено да ја унапреди твојата кариера? Многу пати, не еднаш, ја размислам кој да го кажам, затоа што ми беше понудено од една издавачка куќа, појака на Балканов, да ја речам, во првиот момент, ама тоа беше менаџерска финта помеѓу менаџерите, пошто ја кога исконтактирав со човекот кој ја води целата таа приказна во продукцијата и кој што е воедно и артист, не го знаеше муабетот, меѓутоа ми беше понуден некој договор да ја потпишам за една издавачка куќа со тоа што ќе треба да потпишам и
одреден као 5 години требаше да потпишам за нив, со тоа што јас ќе бидам као само пеач и нема да заработам ништо, тоа едноставно само од настапи ќе заработам. Искрено во музиката јас никогаш не сум сакал да ме контролира некој, мислам не сум човек општо кој што трпи прва ствар авторитет, втора работа да ме контролира некој, сакам да сум слободен, сакам да креирам, сакам да создавам и за ниедни пари во животот нема да се продам и за никаков буст на кариерата нема да се дам, туку едноставно уживам во работата, уживам во процесот и кога сум доле и кога сум горе и кога имам мака, сакам да ги поминувам тие проблеми сам, пошто учам стварно многу добри лекции преку се тоа и искуството што го добивам преку сите работи е незаменливо со ништо и тоа сум го кажал и мислам со таа продукција и ден денеска сме во добри односи, соработуваме, меѓутоа ете некако менаџерите сакаа некоја комбинација да си направат меѓу нив, ама тоа се разоткри на крај и испадна што испадна, мислам јас со тој артист имам направено и песна понатаму и добри сме до ден денеска. Ама не испадна тоа што сакаа менаџерите да го направат. А беше понудено нешто што као деме ќе ми ја направеше мене кариерата. По гледањето документарси кои разотрикиват Добро? Јас ништо. Добро. злоупотреби и игри на моки За Пит Диди сака да кажа. во свечката, музичката индустрија. Добро. Како е документарисот за Пит Диди? Да? Си го поставувам прашањето. Во една помала сцена, како нашата, тука во Македонија, дали артистите се чувствуваат побезбедно или се случуваат слични работи? Кај нас на сценава? Не, види, ја како машко не можам да кажам дека мене некој нешто ми направил и дека, да, ми се има случувано, ми се ставаат геј луѓе. Но искрено ти кажам, ми се има случувано и да ми пишуваат геј луѓе. Тоа е најголем комплимент, бе, дечко. Да, ама не знам. Они се секогаш искрени. Ама сега и кога сум бил во Значи. контакт со геј луѓе сум им давал до знаење дека не сум тоа, едноставно, стварно ја почитуваат приватноста и го почитуваат моментот на не сум тоа, ме разбираш. Иако знаат дека сум женет, имам девојка, сакам жени, се пуштаат, ме разбираш. Меѓутоа, сам да кажам дека од друга страна јас лично не сум бил сведок на такви работи, на злоупотреба на артисти, сега како девојки не можам да кажам, не знам. Еве ќе кажам Они нека девојки си на кажат сега. сами. Јас како машко не сум бил Да. на И мета јас на не сум била злоупотреба. сведок на такви работи. Не сум видела, не сум слушнала искрено. Да, кај нас мислам дека не Да. постои. Мислам дека во таа мера не може да постои, пошто сме многу помал пазар, помалку луѓе и сите што се знаат. Да. Дека имало моменти на некој да сака да добие нешто екстра. Јас искрено да ви кажам, на ова прашање можам да одговорам многу брзо и едноставно. Секој што е на функција, буквално знае да се злоупотреби таа негова функција и да си побара нешто што не треба и каде Точно што е не му е тоа. место. Сега да не глумиме Да, тука да, дека сме паднати од Да, Марс. не, тоа е Значи најголемата јас вистина. лично еве кажам дека сум имала неколку искуства, такви како мислам не искуства, него да некој пробал да си види, фантазирањето е бесплатно. И секој може да си проба, Ма нели? твојата фантазија да ја слушам јас, немам причина, немам така, потреба да. никаква. Не, па прво, ја не знам, мислам, не треба многу да ме знаеш за да сватиш дека нема шанси. Фала ти многу за твојата искрени одговори. Супер ти беа прашањата. Забавувавте во мама драма. Да, одлично. Јас верувам дека убаво си поминавте затоа што тоа го видов и на вашите лица, вашите искрени насмевки, барем се надевам дека не бевте одлични глумци вечерва, да може сето Искрени тоа. бе. Искрени бе. Ви благодарам многу Максимално. што ни бевте тука заедно со нас, да ни доаѓате почесто, ќе ве викаме почесто, да прифаќате гостување почесто. Македонија, јас знам дека се забавувавте сега за да така триумфално го завршиме целото ова наше денешно дружење. Ке се погрижи Лина, Виктор ќе го викнеме уште еднаш за вечерва за последен пат, да видиме Лина со која песна ќе ја завршиме денешната емисија. Со две музики. О, срцепарателно, може. Еве, имаме Уживајте Винца. Македонија и се гледаме следна недела. Kad se budeš ženio,
После чути беле руже, а кад видиш од кога су, гледај да те не растуже. Две музике тога дана свираче ал како коме. Една теби на веселје, друга тужно срцу моме. Две музике тога дана свираче ал како коме. Една теби на веселје, друга тужно срцу моме. Слика, ова лице од каде доаѓа? А дали не е така? Фрп, тоа го пишав на слика од мајка ми, ама тоа е комплимент за неа, не за мене. Имаше реално навистина многу големи емотивни и шо? Успони и падови. Опасули се, пошто прашањето е сериозно и ако реагирам глупо, ќе биде глупо. Ја двајца имате многу зе. Абе, ние ќе снимаме до година тука, брат. До 2027, ајде. Ерај. Сега дали може да го слушнеме оној Што ти е, бе, човек? Чекај, извини, ја морам да готнам малце вода, пошто ова, више, знаеш како, сукочи почна само да трепка. Добро ти е? Добро сум, да, и уште не ми текнува зборот. Нема 3 емисии, веќе све брррр. Сега следува нашата трета гостинка. Држи се. Не дај се, Ивана. Ја завршувам годинава со нови почетоци. Ја почнуваш. Добра годинава си како се почнува со нови почетоци, така ќе. Јас не се сомневам дека ќе биде добро. Си клави бев до пред 3 дена, така да. Немој ова си го стајлу емисија. Ова ќе иде како рил. Значи, никако. И тоа нема врска. Светнашката и живеете Македонија. Ајде.